Повеќе фактори се потребни за ученикот да може да успешно да го совлада инструментот и да навлезе во тајните на пианизмот. Но јас сепак би кажала дека најважна компонента е семејството, односно поддршката од родителите, во однос на тоа дека треба на детето да му обезбедат прво инструмент, за да може ученикот да вежба, односно да ги совладува домашните задачи дома. Секако освен инструмент, треба семејството да му обезбеди услови за вежбање, морална поддршка во текот на целиот процес. А во однос на ученикот, односно она што се бара од ученикот е да биде дисциплиниран, да има еден континуитет, работни навики, да внимава на сето она што наставникот му го говори за време на часот и насоките кои што му ги дава дома, бидејќи свирењето инструмент воопшто не е лесна работа. Потребни се навистина многу време, труд и со соработка меѓусебна на родителите и секако и ученикот за време на часот со наставникот, мислам дека високите резултати се загарантирани. Свирењето на музички инструмент на секој дете му носи бројни придобивки во однос на менталниот и во однос на физичкиот развој. Конкретно во однос на менталниот развој, научно докажано е дека ученикот додека свири инструмент и во текот на целиот процес на изучување на инструментот работи со своите две мозочни хемисфери. Исто така, тоа значи дека се зајакнува менталниот капацитет на ученикот. Ученикот размислува на многу работи за време на свирењето, односно почнувајќи од тоа како телото е поставено, како прстот со која јачина удира на типката, исто така треба да се води сметка за тоа со која брзина се изведува, со која брзина ученикот свири на инструментот, како свири, односно со каков удар, да внимава на сите ознаки што се напишани во партитурата и навистина сите тие процеси кои што се одвиваат во исто време му помагаат на секое дете да може многу подобро да раководи, да управува и со својот рачен апарат, но исто така и со сите задачи кои што истовремено се случуваат. Покрај овие придобивки во однос на менталниот и физичкиот развој, учениците учат како да ги изразуваат своите емоции, со тоа што ние наставниците ги учиме како да ги изразат емоциите преку соодветни техники на изведување и на тој начин, покрај себе изразување, учениците исто така учат како да допрат што е можно подлабоко на емотивен план до пошироката публика пред која што изведуваат. Имаме среќа што имаме бројни активности на кои што можеме сите знања да го примениме во пракса. Мора да ги споменам нашите редовни концерти на класата, кои што се одржуваат во месецот декември, односно тоа е нашиот новогодишен концерт. Потоа е нашиот пролетен концерт во месец март или април, зависно од учебната година, како ќе се организираме, но секако е неизоставен дел од нашиот зацртан репертоар на активности и секако годишниот, односно завршен концерт. Покрај овие наши три концерти во текот на годината, учениците исто така имаат можност да настапат и на ривијалните концерти, кои што се во организација на клавирската класа на нашето училиште.
Исто така на бројни концерти кои што се организирани во рамките на целото училиште, значи на ниво на целиот наш центар, кои што се организираат по разни поводи. Исто така учениците имаат навистина многу драгоцена можност да следат семинари од еминентни пианисти, да учествуваат на меѓународни надпревари и благодарение на нашите воннаставни активности, заедно со учениците, многу често следиме концерти кои што се организираат надвор од нашето училиште, односно во други уметнички институции, и на тој начин учениците можат да ги следат извидбите на нашите професионалци, веќе докажани музичари, на тој начин да следат пример како изгледа нивниот музички пат во иднина и секако тоа директно влијае врз нивната мотивација и нашиот начин на работа, бидејќи мотивацијата е движечка сила која што секогаш гледаме да биде задолжителен дел од нашиот наставен процес.